Стари лица биле држени во мизерни услови и им се давала храна со поминат рок. Дури физички и психички биле малтретирани, иако требало да бидат нивни домови за грижа, за кои плаќале од своите пензии или семејни заштеди. Оваа ситуација доведе до апсење на две собственички на овие приватни објекти, НЈ 47 години и ТИ 58 години, двете од Скопје. По кривичната пријава на полицијата, под сомнение дека сториле кривични дела, континуирана злоупотреба на службената положба и овластување и малтретирање при вршење на службата. Një ditë pas aksionit, shtëpia private për kujdesin social të moshuarve këtu në qendër është mbyllur. Dyshohet se në këto hapësira janë akomoduar 33 persona, ndonë se kapaciteti maksimal ka qenë për 17 persona. Sipas prokurorisë, këtu janë përdorur maltretime fizike dhe tortura psiqike ndaj të moshuarve dhe ata për momentin po hetohen nga prokuroria. Од МВР велат дека обезбедиле докази дека лицата, како собственички на домовите за стари лица, постапувале спротивно на Законот за социјална заштита, со цел лична добивка и дека сериозно ги нарушиле правата на штедениците на овие домови. При извршените претреси во двете установи, од кои едната на улица Рудово Бутел, а другата на улица Козара во центар, утврдено е дека двете осомничени, како лица што постапуваат во службено својство, вршеле физичко и психичко насилство со цел да им нанесат физичка и душевна болка, односно страдање на корисниците и ги изложувале на сурово, нечовечко и понижувачко однесување. Од обвинителството велат дека земале примероци од храната за која се сомневаат дека била расипана, а на старите лица не им била давана во 4 оброци дневно како што било предвидено. Тие информираат дека дел од штедениците биле заклучени во посебни простории и на други им се давала терапија со лекови без лекарски рецепт. Во периодот од 2022 година до денес, двете приватни институции не ја вршеле дејноста согласно издадените дозволи, примале повеќе лица од дозволениот капацитет, не воделе соодветна документација за социјални услуги, немале професионални досија за сите штетеници, не воделе евиденција за лична хигиена и не вработиле доволен број стручни кадри по смени. Сите неправилности се утврдени во записникот од вонредната инспекцијска контрола. За услуги што не ги исполнувале законските стандарди и услови, собственичките земале големи суми пари од штедениците и нивните семејства, при што секој месец остварувале приходи од околу 2.232.000 денари од двата објекта. Në lokalitetin e dytë në Butel, akoma ka prezent 21 persona, por deri më tani ka pasur të mbipopulluar në këtë objekt sipas kallëzimit penal, ku thuhet se janë detyruar të moshuarit të flënë në për divan apo edhe 2 persona në një shtrat të vetëm dhe që është me keqja. Ajo është përzierë të 2 gjinit në një dhomë e cila është ndaluar me ligj dhe kjo është një nga objektet e hetimit të cilat po e bën prokuroria dhe policia. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека покренале постапка за одземање на лиценците на овие два приватни дома, тврдејќи дека редовно вршеле контроли според годишниот план. На прашањето на ТВ21 дали има инспектори под истрага поради тоа што не ги пријавиле неправилностите пред да интервенира полицијата, од таму одговараат: немаме сознанија за отворени истраги против инспектори од секторот за инспекцијски надзор во областа на социјална заштита, врз основа на вонредниот инспекцијски надзор спроведен од инспектори на Министерството и утврдените неправилности во работата на домовите, сите надлежни институции беа известени, што резултираше со координирани контроли во изминатите 2 дена. Од Министерството велат дека се во постојан контакт со семејствата и старателите задолжени за грижата на старите лица. Дел од нив се згрижени во своите семејства, а за останатите се обезбедени места во државните домови за стари лица и клиничката болница во Скопје, во случаи кога била потребна здравствена грижа.